Делчо Ѓоргиев е фармер од Струмичко Добрејци. Неговата семејна живинарска фарма се состои од јапонски препелици и кокошки. Повеќе ги има препелиците. Тие од хоби му станале бизнис. Сепак, овој вреден човек, иако љубовта кон птиците ја пренел на семејството, не се осмелува да го зголеми бизнисот. Смета дека нема сигурен пласман и може да западне во поголеми трошоци, отколку што може да си дозволи. Околу 30 години се занимавам со таа работа и син ми е ветеринар и си помагаме еден друг. Ето јас одам на пазар, па он гледа, ги редам во инкубатор и така. Сте размислувале или за друга живинарска, и за кокошки? Имаме и кокошки, имаме исто и кокошки. Колку имате? Еми околу 100 имаме. Имаме јајца, ги трошиме од дома ми ги зимат. Има човеци, знаат нели се преснички и за маленки деца не питат за пари. Доваѓате си ги зимате од нас. Делчо е редовен на саботниот пазар во Струмица. Тоа му е и омилена разонода. Таму носи нови свежи продукти, а има и постојани муштерии. За другите поголеми живинарски фарми во земјава, продажбата на јајцата засега е стабилна, иако не гарантираат како ќе е пред Великден, бидејќи во Европа има недостиг на јајца, а цените постојано се зголемуваат. Знаеме нашите трговци како и на кој начин работат во нашата држава и ништо нема да изненадува ако дојде до зголемување на цените на јајцата и мислам дека ако има побарувачка надвор од државата, евидентно ќе биде да дојде до зголемување на цената на јајцата. Но меѓутоа мислам дека надлежното министерство, пред се Министерството за земјоделие и владата треба навреме да преземаат мерки за да не дојде до тоа и колку толку знаеме каква е економската моќ на нашиот граѓанин, барем во овој дел од трошоците да не бидат зголемени кај нашиот граѓанин. Македонските фармери велат дека има голема побарувачка на јајца од Македонија, а дел од нив веќе обезбедиле и извоз.